кажавте, каде отиде суетата, имам чувство дека ја нема повеќе таква суета или не имало никогаш. Суета ја имала. Веројатно треба да ја има, така во. Е нормално, особено кај креативците, да биде појачено. Да блешти. И колку и да некој вели нели не ми значи ништо, значи. Меѓутоа, тоа е најверојатно дел од некој мој духовен пат, развој, како да, иако на моменти тој збор е малку злоупотребен на моменти, повторно поради можеби мислење дека се премногу едноставни нештата. Меѓутоа, за суетата релативно рано дознав дека колку и да не боат некои ситуации или не мора да боат. Да. Да не ви се допаѓаат во некој момент, така? Нечи така кажани работи, да. Дека сепак еве и во однос на мојата професија, добрите колеги се добро за мене. Ќе ви кажа што е она што не чини за да го промените или нели, да ви надате која насока. Во некој момент можеби ќе придонесе да не бидам заспан. Иако јас не сум заспан, меѓутоа ете, секому се случува можеби, нели? И не во оној класичен на смисла на зборот надпревар. Сега ќе покажуваме кој е најдобриот, туку едноставно го држат нивото. Да. И затоа јас многу се радувам на моите добри колеги, затоа што мене ми прават подобра атмосфера за работење. Велита не ми беше баш убаво кога ќе помина и ќе речат па ова нешто и премодерно е или пре така нешто, нели као не е носливо многу. Да, имало секакви ситуации. Да, а од друга страна жени кои што не се од Македонија ќе дојдат и без да пробуваат, ќе купат парче облека и уште ќе кажат дека ќе го носат, знаат ја каде. Па тоа и до перцепцијата, која што нашата локална перцепција што е всушност модата, затоа што се сеќавам по моето враќање од Италија во 98-та година, што јас го сметам за вториот мој почеток со занимавање со мода, затоа што некако дојдов нели допоткован. Знаев што сакам, знаев во која насока, се знае. Ги има фалатките кои ми се потребни нели да се занимавам професионално со модата. Сеќавам тогаш модата беше поистоветувана само со нешто што локално го нарекуваат, не знам, свечена облека, дека сето друго е нешто, не знам што. Нешто така. Да. И полека, нели, перцепцијата се менуваше, луѓето сваќаа дека има различни модни категории, дека тие категории различно се вреднуваат, имаат различна намена. Меѓутоа сепак, секоја држава, општество минува низ еволуција и нештата не можеме да очекуваме дека преку ноќ ќе се промени. Што се има врска во однос на тоа дали и како се создава концептот на мода или на себе самиот препознавање во модата? Ако ми верувате, дури мојот став према облеката се менуваше во текот на годините, тоест мојата инволвираност критички да гледам на некои работи, затоа што кога бев помлад се фаќав за секој шеф, да видам како е секој влакно, ако не е на своје место. Меѓутоа, некако станав многу порелаксиран и некако ги подвоив работите, да, тоа е некоја стилична мода, или тоа е модна ревија, или тоа е понуда на одреден дуќан, а останатото е сепак работа на личен избор. Затоа што едно е кога се дискутира изглед на некој кој што е јавна личност, каде што дел тоа што го носи и зборува за некој дрес код или е дел дури од професијата. Политичари, музичари, не знам, актери, меѓутоа веќе не сум толку строг во однос на пак обичните луѓе. Затоа што да, само тие знаат зошто го избрале тоа што го избрале
И дефинитивно стои дека не треба да се биде жртва на модата, него треба да го има на другото, да се чувствува човек убаво внатре, кога е можно да носи природни материјали или евентуално материјали кои што се природни, со некаков додаток кој што ги подобрува перформансите во однос на пријатност, одужувањето и така натаму. Мислам дека мојот однос стана многу порелаксиран. А кога сте вие во прашање или вашето облекување? Кај мене тоа одело некако во фази. А секогаш е нешто што е ваше како дело или се различни парчиња? Не, имало некогаш и мои, имало парчиња во кои ќе се препознам, имало рециклирани дури парчиња кои што ќе добијат некој мој личен идентитет доколку интервенирам на нив. Во Банкок се случуваше дури да кога ќе се препознам како јас да сум го правил, па тоа стануваше некако моје. Значи, има различни, меѓутоа има, кај мене тоа иде некако во некои фази, од фази кога сакам најнеутрално, најништо. Мислам, може би некој беч или некој ситен додаток марама, меѓутоа, во суштина да не биде многу да блишти. Да блишти, да привлекува внимание, па се до најексцентрични, како за токму и во Банкок кога го славев мојот роден ден, не знам, решив јас Сваровски не сакам да пример кристали, меѓутоа решив да носам маичка со милион Сваровски кристали круна за да блишти. Да, и тоа за нели отидовме и во дискотеки и на секаде заврши, меѓутоа тоа беше некој ситен хир. Баш некако хир. Еве да покажам колку не го сакам Сваровски. Ќе ги износам сега и никогаш. И колку дури автоиронично тоа да го носам, смејќи се на самиот себе. Така е, да. А дали еве споминавте таа кушула која што споминавте како прво парче некој кој што сте го создали. Можеби не првото, ама и секое следно, кога вака од дистанца ќе ги погледнете. Може сега нешто да се доработи, нешто би сменили или тоа е така? Тој период си носел свое? Па да, носел свое и од некаков си естетски аспект, нели. Тогаш така сум гледал, тогаш така сум сакал. Меѓутоа нормално и иако јас во мојата работа сум доста педантен, тоа го научив многу рано во детството, сепак нормално на тие некогашни обиди технички не се исти како и сега, да речем. Меѓутоа, можеби во дел од мене сум се прашувал како би го направил тоа сега, за разлика од тогаш, меѓутоа за среќа јас ги имам ставено дека се дел од моето растење и дека било производ на еден момент или состојба во која сум се наоѓал. Да. Ако ве прашам сега кога сте биле најгорти или кога сте биле најсреќен во однос на модата, во однос на она што сте го направиле, што ќе ми кажете? Кога се однесува до мојата лична дизајнерска работа, од една страна биле тие епизоди, можеби кои што ги спомнавте пред малку, кога тотално непознати луѓе од поинакви средини ќе ја препознаат пораката или ќе се препознаат во дизајнот. Тоа можеби не е толку спектакуларно, меѓутоа на моје интимно ниво некако мене ми значи. Меѓутоа не знам, ете и кога се случува на Coca-Cola Light, например, кога победив за дизајн и кога ми дадоа можност пред неколку илјади луѓе публика во Фиренца да го презентирам и таму победничкиот некако модел и ми рекоа треба да застанеш пред микрофон и кога си го чув мојот глас како одекнува во... Добро. И кога го чув аплаузот, некако веднаш се дистанцирав, не ми се веруваше дека сум јас тоа. Тоа се некои такви убави флешови кога дури човек може да се тргне од самиот себе и се погледне од страна и се рече добре. Супер. Знам дека сте баш онака кога денот ми е ноќ, ностоп вие. Денот ноќ. Но не знам како успевате, ама и изгресунцето го сакате или сакате кога се раѓа новиот ден. Тоа има врска некаква со инспирација, со живот, со начин на се, на функционирање може?
Има, затоа што јас да го менувам ритмот многу често и се случува да например, не знам, порано кога се лудувало по цели ноќи како млад, некако не знам, да, ќе доеше утрото, јас ќе спиев. Сега имам респект према. Потреба да бидам, да. И денот кога се раѓам ми е и на символичен ниво, нели нова енергија, нов циклус, многу ми е инспиративен, ме полни. Дури да немам спиено цел ног, да имам работено, ќе ме наполни со неверојатна енергија и Не знам дали се уште го сликате, не? Јас сум гледала и ваши слики на изгреј сонце. Да, го сликам кога сум во можност и без разлика, да, сонцето ме радува многу, затоа што е повторно поврзано со некоја символика на живот и на енергија и на раѓање. Меѓутоа, и кога е денот облачен, повторно се радувам затоа што кога ќе прошетам надвор и со мојот миленик и кога ги сретнам луѓето, секој во своја приказна, некој оди на работа, некои студенти одат некаде, други луѓе, другите миленици ги шетаат. Убаво ми е да бидам исто природата. Барем дел од природата која што е дел од нашиот град, кој ќе прокомуницирам со некој дрво, со тревата. Супер, да. Тоа е времето за себе? Тоа е во времето за себе или? Тоа е некој од моментите кога навистина можам целосно да бидам со себе. Сам со себе. Затоа што можеби поточно е да кажам тогаш е најак фокусот кон мене, затоа што поради многу причини се научив да бидам фокусиран постојано, само што некогаш фокусот оди повеќе на некоја друга страна, меѓутоа тоа се тие моменти кога можеби најдлабоко комуницирам со самиот себе, а со тоа и со она што се случува околу мене. Многу пати дури на интуитивно ниво ми се случуваат проблесоци како ќе се одвива остатокот од денот. Да. Знаете што би сакале да се случува во остатокот од животот, да речеме? Каде? Вие ќе останете тука, тоа се договориме. И одовде ќе му покажувате на светот што има Македонија. Јас некако научив можеби многу поинако да ги формулирам моите желби. За среќа имав многу бурна младост и живеав многу нешта за по кои не копнеам. Сега. Повеќе, да. Пардон, можеби би посакал и мене и на целава земја порелаксирано живење. Верувам дека и ќе го продолжам и понатаму патот на себе реализација. Би сакал можеби да поинтензивирам некогашни контакти со драгите луѓе, иако дел од нив не исчезна. Можеби повторно да одам на некои пократки патувања, меѓутоа не на година дена, не на нешто. На малку и да се вратам пак. Чисто како за полнење на батерии. И би сакал доколку сум во можност дел од мојата енергија да ја трошам и понатаму за помош на животни и на луѓе на кои што ми треба тоа. Да. Ако ништо друго како гест. Колку бевте среќен кога ви стигна пораката од менаџерот за односи со јавност, така ли беше никако и кога рече воодушев, како беше сега, нели, останав без зборови од она што го видов како ваше дело? Па да, прво јас мислев дека дури е шега или е нека фраза која што нели куртоазно се кажува. Или скриена камера некој ми прави. Меѓутоа ми значеше секако многу, особено што контактот настана според
дел од моето портфолио кое што е достапно на интернет. И проверив дека нели не е шега, дека е сериозна фирма позади и веднаш ја вратив назад на пораката, искомунициравме, мислам продолжи таа комуникација и го направив профилот дизајнерски на Вида, така започна таа приказна. Од Вида дојдоа други платформи за соработка, меѓутоа она што мене ми значи иако таму речеме јас тоа го сметам како влог за иднината, затоа што тоа се дуќани на интернет кои што немаат рок на траење, ја не сум лимитиран според договори на 1-2 години, него додека јас творам, сум заинтересиран за таа соработка, јас можам кога сакам да го избришам мојот профил. Меѓутоа го сметам за влог за иднината затоа што тие производи не исчезнуваат од таму, а знам дека во буквално некогаш дури и милионски производи треба време додека нели баш јас не дојдам нели. Да. И меѓутоа почнаа полека да се продаваат парчиња на различните платформи кои што се занимаваат со дизајн. Мене и од друг аспект ми беше битно затоа што конечно се релаксирав малку, па почнав да го работам само она што е моја работа, значи дизајнот и да го испраќам. А сето она што значи набавка на материјали, менаџерски и секакви други маркетинг и така натаму. Да биде некој друг. Прават. Меѓутоа и ми покажа дека од друга страна, а тоа ми беше на интимно ниво многу битно, дел од првите производи да бидат повторно со инспирација. Тоа сакав, да. Не знам, златните маски од Требениште, меѓу другото беа дел од инспирацијата која што мене ми значеше многу. И да, тука е предизвикот повторно борбата со да се покаже дека иако ние емотивно си го знаеме што ни значи кај нас, тоа истото да комуницира и со некои луѓе кои што немаат однос. Да. И супер, и веројатно и заради тоа се горди, и не знам, горди сме сите ние, а веројатно и вашите особено, така кога повторно нешто што е баш македонско комуницира со светот. Апсолутно, меѓутоа тоа да биде направено и на начин кој што не е не е преоптуратен со тежок, не. Да, по секоја цена да се гледа дека е македонско, туку да е дизајнерско издржано и да ја има таа компонента, и сепак дека е тоа мода која што сега во моментов или за некој време, некоја сезона ќе функционира. Да. Убаво е да се биде во ваша кожа, во кожата на Никола Ефтимов? Исто најверојатно како млад, може би полесно ќе рекол да или не. Меѓутоа, јас мојата кожа не би си ја минувал. Знам дека попат имало многу искушенија, затоа што дури и нели кога ќе се судрите, дури со решавање на секојдневни проблеми. Доколку нештата ги сметате само од финансиски аспект, а за жал најголемиот дел така ги гледаат луѓето работите. Јас сум будалата, нели зашто сум се враќал или не знам кога. Меѓутоа, мене ми е убаво затоа што научив исто така дека за разлика од сите оние сега пост некој New Age, позитивни мислења и така натаму, што јас ги почитувам. Меѓутоа најверојатно се некоја првична таблетка за да ги привлече луѓето да мислат позитивно и да човек треба да се научи да се бори со сопствените сенки и со сопствените мани и да ги преиспитува нештата, така да мислам дека сум многу дома со самиот себе.